5 милиони евра е финансиската помош која ја доби МВР за набавка на дигиталниот систем за комуникација Тетра, кој сега го употребува. Оваа сума ја донираше Европската унија. 11 милиони евра холандска помош за подобрување на финансискиот систем во Македонија, од кои 4 милиони евра директно дадени за модернизирање на УЈП. 5,2 милиони долари американска помош за интеретничка интеграција во образованието, реновирање на 140 училишта низ државата. Една од најубавите цркви во Охрид, Света Богородица Перивлепта, изградена во 13 век, е реновирана и фреско живописот е конзервиран со финансиска помош од 650.000 долари која додели амбасадата на САД. Реновирани или опремени државни институции, училишта, градинки, амбуланти, судови, полициски станици, затвори. Ова се само неколку од стотината проекти кои владата ги изведе со средства донирани од странство. Владење на правото, развој на демократијата, реформи во правосудниот систем, обука на државни службеници, развој на економијата и земјоделието. Ова се најчестите сектори каде се доделува финансиската помош и донациите од странство. Најголеми донатори се Европската унија, USAID, Швајцарија, Британија, Германија и Холандија. Невладиниот граѓански сектор е застапен во донациите, но во многу помал дел и со многу помали суми. Владеачката ВМРО ДПМНЕ ја наметна сликата дека странската помош која завршува во НВО секторот се користи за да се стави крај на нивното 10-годишно владење. Тоа пред се однесува на помошта за развој на медиумите, а новинарите ангажирани да работат новија проекти често се нарекуваат платеници и предавници кои работат за странски интереси и за опозицијата. Бројките не ја подкрепуваат оваа теза. Во последните 5 години, преку странски донации во медиумите и за нивен развој, завршиле околу 3 милиони евра, сума која владата веќе неколкукратно ја има исплатено на неколку медиуми за неизино рекламирање. Холандската амбасада од 2012 заклучно со 2018 година издвои 1 милион евра за неколку проекти во медиумската сфера, портали, емисии и поддршка на истражувачкото новинарство. USAID донираше во медиумите и го помогна развојот на истражувачкото новинарство и проверка на фактите со 1,1 милион американски долари. А фондацијата Отворено општество на американскиот бизнисмен Џорџ Сорос во последните 5 години даде 1,6 милиони американски долари како поддршка на 22 медиуми. Во моментов, ВМРО ДПМНЕ води отворена војна со фондацијата, а лидерот на партијата Никола Груевски најави десоросизација на општеството доколку тие повторно ја формираат идната влада. Според представниците на партијата, парите донирани од оваа организација завршуваат во опозицијата или пак во граѓански здруженија блиски до неа и се користат исклучиво за нивна деградација и валкање. Фактите го покажуваат спротивното. Фондацијата Сорос постои веќе 25 години во Македонија и во овој период има потрошено 145 милиони американски долари за поддршка на институциите на државата и за граѓанското општество. Нашето истражување покажа дека вкупниот буџет на фондацијата во периодот од 2011 до 2016 година е 35 милиони американски долари, од кои 27 се обезбедени од фондациите Отворено општество, а 8 милиони од други донатори. Просечно, годишниот буџет на фондацијата е 5,8 милиони долари. Во овие 5 години фондацијата доделила вкупно 14 милиони американски долари за поддршка на граѓанските организации. Станува збор за 565 грантови за проекти кои ги добиле 173 различни граѓански организации. Но парите на Сорос се делат и во државни и владини институции. Сумите кои се донирани се далеку повисоки од оние во невладиниот сектор. Например, според бројките кои дојдовме, во своето 25 годишно постоење, фондацијата само во програмите за поддршка на образованието има вложено околу 32 милиони долари. Еден од договорите, меморандум за соработка со Министерството за образование, кој е потпишан од тогашниот министер Никола Тодоров, тежи 1 милион долари, пари кои беа потрошени за набавка на училишен прибор за околу 20.000 ученици од социјално загрозени категории. Ако тоа не е доволно, годишно државата од прогласениот најголем непријател инкасира и околу 800.000 долари, пари кои завршуваат во државниот буџет по основ на платени даноци и придонеси. Странските донатори вреди да се споменат неколку држави чија помош има посериозно влијание во развојот на граѓанското општество, но и на државата. Американската агенција за меѓународен развој, USAID, е еден од најголемите финансиери на проекти во Македонија. Од 1993 година па до сега тие во Македонија донирале над 500 милиони долари. Најголем дел од средствата на USAID не се наменети за граѓанскиот сектор, туку за инфраструктурни проекти, каде се инвестирани десетици милиони долари. Голем дел од проектите на USAID тежат и по неколку милиони долари.
Во последните 5 години USAID финансирал 22 проекти за кои исплатил речиси 40 милиони долари. Така, 5 милиони долари е вредноста на проектот за развој на мали бизниси, 1,7 милиони долари за развој на обновливи извори на енергија, 1,7 милиони долари за развој во образованието, 850.000 долари тежи проектот кој државата го добила за развој на парламентарната демократија. Швајцарија, преку Агенцијата за развој и соработка, во минатите 3 години донирала речиси 50 милиони швајцарски франци. Од амбасадата велат дека за наредните 4 години, периодот од 2017 до 2020 година, вкупната помош која ќе биде доделена е 72 милиони швајцарски франци. Програмата на Civica Mobilitas, која почна во 2014, а ќе заврши во 2018 година, е во висина од 7,8 милиони франци. Британија од 2005 година па досега финансирала 226 проекти во Македонија. Во овој период 4,5 милиони фунти завршиле кај владините институции на централно ниво, 600.000 фунти во општините, 1,3 милиони во безбедносниот сектор. Изминатите години активен бил долгогодишен проект за реформи на јавната администрација, но и за полициски реформи во периодот кога со МВР раководи министерот Гордана Јанкуловска. Холандија е меѓу најголемите донатори на Македонија до 2011 година. 1999 па до 2010 година преку проекти и грантови во Македонија се вложени над 200 милиони евра. Помошта која во минатото, но и сега ја добива владата и државните институции е многукратно поголема од онаа која ја добива НВО секторот или медиумите. Сепак, најмногу средства пристигаат од Европската Унија преку програмата за предпристапна помош, позната како ИПА. Од 2007 до 2013 година на Македонија беа доделени вкупно 610 милиони евра, надополнети со повеќе кориснички програми на ИПА, а помалку од 5% од овие пари беа наменети за граѓанскиот сектор. Во рамките на програмата ИПА-2, која се однесува на периодот од 2014 до 2020 година, се предвидени 664 милиони евра за Македонија, главно пари кои ќе ги искористи владата.